Почитувани, со денови Даниела Арсовска молчи во кое својство и во чие име Христијан Мицковски преговара за набавка на нови автобуси за град Скопје. Молчи и председателот на Советот на град Скопје Трајко Славевски. Тврдењето на Мицковски дека тој преговарал и веќе се подготвувала тендерската документација за набавката на новите автобуси отвора сериозни сомнежи за корупција. Сомнежите за корупција се основани, особено што во буџетот на град Скопје нема ставка за набавка на 100 електрични автобуси. Во годишниот план за јавните набавки на град Скопје исто така не е предвидена набавка на 100 електрични автобуси. Дали зад оваа набавка се кријат приватни интереси со странски фирми со кои на сомнителен начин е одлучено да се преговара? Овој случај во многу наликува со набавката на кинеските автобуси од пред 10 години, кога буџетот на државата бил оштетен за околу 5 милиони евра. По сето ова, на потек се надлежните институции кои мора да постапат. Јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупцијата мора да постапат по овие наоди и да спречат нова криминална сделка на штета на граѓаните на град Скопје. Благодарам.